Почитувани сограѓани, овие неколку дена државата, а секако и Струмица, е зафатена од сериозни топлотни брани. За таа цел, во соработка со Црвен крст Струмица, организираме пунктови на неколку места, на неколку локации во Струмица, на кои што со волонтерите од Црвен крст ќе даваме вода на граѓаните кои што морат да се движат во оние часови од денот, кога навистина температурите ќе бидат превисоки. Од срце за Струмица. Заедно со општина Струмица одлучивме, бидејќи превисоките температури и изложеноста на сонцето може лошо да влијае на граѓаните кои имаат потреба да излегуваат по овие жешки часови во текот на денот, и затоа се одлучивме да делиме вода на пунктови на 4 различни места. Значи, ќе има на самиот плоштад на општина Струмица, ќе има околу Тинекс, пред трговскиот центар Глобал и пред црквата Свети 15 Тивирополски маченици. Акцијата, односно оваа кампања, само денеска ќе биде или пак... Да, акцијата ќе започне од денес и ќе трае се додека има топлотен бран кој нормално треба да бидеме сите заштитени, да не дехидрираме, да имаме доволно внес на течности. И предпоставам дека до сабота, евентуално и недела, би требало да трае ова акција. Ако има потреба, се разбира, и другата недела ќе продолжим. Може да ни кажете, со оглед дека сте вие Црвен крст, организација која што секако нели работи во интерес, имате ли апел, порака до сите граѓани, барем за овој топлотен бран? Сите велат да се избегнува. Дали вие тој период од 11 до 17 часот кога се екстремно високите температури, која е она ваша порака до струмичани за да немаат интервенции ниту пак вие, ниту пак здравствените работници? Нашата препорака е вака, значи ако евентуално нема потреба, воопшто да не се излегува од 10 до 17 часот. Меѓутоа, ако е морално и задолжително, треба да се носи капа, заштитен фактор за лице дефинитивно, 6 до 8 часи вода задолжително, наочери за сонце и колку што може да се избегнува излегување на сонце, значи да се оди покрај сенките.